Урбани вести на Прва Скопска. На критичното место на улицата Борис Сарафов во општина Ѓорче Петров, каде вчера беше прегазено 10-годишно дете, ќе биде поставен семафор. Од општината сметаа дека ова ќе биде најсоодветно решение за сообраќајните незгоди што се случуваа на ова место. Ова е веста на денот, продолжуваме понатаму. Државен завод за ревизија, материјално-финансиското работење на општина Карпош на најниско можно ниво. Во мај завршува реконструкцијата на патниот правец Петровец-Катланово. Бензините поскапуваат за половина, дизелот за 1 денар. Реконструкција и изградба на нови улици во општина Газибаба. Отстранети 16 диви пазарџии во општина Аеродром. Низа неправилности во материјално-финансиското работење во изминатите 4 години во општина Карпош утврдил Државниот завод за ревизија во конечниот ревизорски извештај. Долго до 18 милиони денари неправилности во изградбата на новата административна зграда и сегашните бараки на општината, како и ненаменско и неоправдано трошење на буџетските средства, констатирале ревизорите. Со над 18 милиони евра главен долг, плюс долгови од дополнителни трошоци како што се адвокатски, нотарски трошоци за извршители, е оптоварен буџетот на општина Карпош и е постигнат ефект на нерационално трошење на средствата. Ова е наведено во конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за материјално-финансиското работење на општина Карпош во текот на изминатите 4 години. Градоначалникот на општината Стефан Богоев денеска на пресконференција го презентираше извештајот и посочи дека истиот утрово бил доставен до основното јавно обвинителство и до Управата за финансиска полиција. Покрај долгот во ревизорскиот извештај стои дека во 2014 година бил подигнат кредит од 2,6 милиони евра со намена за тековни инфраструктурни проекти, но ревизорскиот тим констатирал дека истиот е потрошен ненаменски, односно за плаќање на заостанати обврски. Исто така, според извештајот, постојат пропусти и во изградбата на новата општинска зграда и постоечките општински бараки. Имено, изградбата на новата зграда, која во моментов е стопирана, е врз основа на проект кој не е одобрен од Советот на општината и без изменето одобрение за градба. Постоечките бараки пак, во кои сега е сместена општина Карпош, се дивоградба, односно изградени без одобрение за градба и без одлука на Совет. Градоначалникот Богоев истакна дека општината е подготвена да соработува со сите органи и институции со цел да се обезбеди законско работење во општината и да се врати во колосек. Јасно ја покажуваме нашата волја за целосно расчистување со констатираното незаконско работење во општина Карпош, но и за целосно постапување по препораките на Државниот завод за ревизија. Општината е подготвена да соработува и со сите органи и институции, со цел сите инволвирани страни да одговараат за своите постапки и злоупотреби. Соработуваме со Уставниот суд на полето на урбанистичкото планирање. Манифестираме јавна подготвеност за зголемена соработка и со основното јавно обвинителство и со финансиската полиција. Државниот завод за ревизија исто така забележал дека се доделувале средства на повеќе организации, здруженија на граѓани, поединци и правни лица, кои не давале финансиски извештаи и фактури за начинот на кој ги трошеле овие средства, а меѓу локалната самоуправа и субјектите не се склучувале ниту договори во писмена форма. Извештајот завршува со тоа дека ревизорскиот тим не изразува мислење, што значи дека финансиското работење на општината било на најниско можно ниво. Поставување на семафор на улица Борис Сарафов кај основното училиште Мирче Ацев за поголема безбедност на пешаците и учениците. Оваа одлука ја донесе општина Ѓорче Петров во координација со град Скопје, како и решение на проблемот со брзото возење и непочитувањето на пешаците. По немилиот настан кој се случи вчера, каде во сообраќајна незгода беше прегазено 10-годишно дете. На критичното место на улицата Борис Сарафов, кај основното училиште Мирче Ацев во општина Ѓорче Петров, каде што вчера во сообраќајна несреќа беше повредено 10-годишно дете, во координација со град Скопје ќе биде поставен семафор, соопштија денеска од општината и очекуваа дека со семафорот ќе се реши проблемот со брзото возење и непочитување на пешаците кои поминуваат на пешачкиот премин кај училиштето.
Градоначалникот Александар Наумовски во својата писмена изјава до медиумите изразува големо жалење за незгодата и се надева дека по решавање на сообраќајниот проблем никогаш повеќе нема да се повтори таков немил настан. Тој апелира на свесност и совесност кај возачите кои се обраќаат особено по улицата Борис Сарафов, поради големата фреквенција на деца заради училиштето, но и на разумност кај родителите и смирување на тензиите поврзани со настанот. Од општина Аеродром информираа дека деновиве била спроведена организирана акција за отстранување на дивите препродавачи на најфреквентните локации во општината. Од општината додаваа дека комуналните инспектори ќе продолжат континуирано да ја следат состојбата. Инспекцијските служби на општина Аеродром во соработка со комуналната инспекција на град Скопје, пазарната инспекција и полицијата деновиве организираа акција за отстранување на дивите препродавачи на најфреквентните локации во општината. Од општина Аеродром информираа дека дивите препродавачи ја попречуваа работата на пазарџиите, кои реагираа до општината. Дополнително го отежнуваа движењето на граѓаните на јавните површини со поставување производи за продажба на непредвидени локации. Како што велат од Аеродром, инспекцијските служби пристапија со опомени и акцијата заврши успешно, а јавните површини се исчистени. Според соопштението од општината, комуналните инспектори ќе продолжат континуирано да ја следат состојбата. Во месец мај ќе заврши реконструкцијата на патниот правец Петровец-Катланово, каде градежните активности започнаа во октомври во должина од 5,6 километри. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски рече дека инвестицијата на овој проект е во вредност од 34 милиони денари. Увид на градежните активности за реконструкција на патот Петровец-Катланово денеска направи министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој најави градежни активности за реконструкција на повеќе патишта до крајот на оваа година. Овој патен правец се реконструира во должина од 5,3 километри, а како што информираше министерот Сугаревски, инвестицијата е 34 милиони денари. Реконструкцијата на овој патен правец започна во октомври минатата година, а предвидено е да заврши во мај оваа година. Морам да кажам дека овој патен правец во минатиот период беше во исклучителна лоша состојба, практично во катастрофална состојба, затоа беше неминовна да се направи ова реконструкција. Која што се разбира ќе користат не само жителите на овој регион, односно жителите на Петровец, Катланово и Режаничи, но туку сите оние граѓани кои што го користат овој алтернативен пат од автопатот. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов информираше дека до месец мај треба да заврши реконструкцијата на автопатот А1 Петровец Миладиновци и на државниот пат А4 делница Кадино Хиподром. Китанов информираше дека е поставено целосно осветлување на Клучка Белви и Клучка Кадино. Во овој момент е завршено и комплетното осветлување на Хиподром Клучка Белви, Клучка Илинден, Клучка Хиподром, Клучка Кадино. Поставени се 276 канделабри со 585 светилки во вредност од 61 милион денари, која е исто од средствата на јавното предпријатие за државни патишта. Започна првата фаза од големата акција за реконструкција и изградба на нови улици во општина Газибаба. Градежни активности со поставување на асфалт започнаа во населбата Ченто. Општина Газибаба ја започна првата фаза од големата акција за реконструкција и изградба на нови улици во општината. Започна поставувањето на асфалт на новата улица до амбулантата во Ченто. На улицата Товарник започна активностите за проширување на улицата согласно планот. Од општината информираа дека оваа тесна и тешко пристапна улица ќе биде изградена во модерна улица со 2 ленти во широчина од 5 метри, а ќе се поставуваат и тротоари од двете страни на улицата. Со изведба започна на рехабилитација на улицата која води до бензинската пумпа Лук Оил до стрелиштето Камник, каде ќе се изврши обнова на асфалтот. Од Газибаба додаваа дека во следната фаза на оваа акција ќе бидат опфатени Сингелич, Инџиково, Стајковци, Брњерци и Јане Сандански. Планот предвидува реконструкција како и изградба на нови улици во сите населени места. Од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. Според Регулаторната комисија за енергетика, бензините поскапуваат за половина, а дизелот за 1 денар.
Малопродажната цена на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за половина, а на дизелот и екстра лесното масло за 1 денар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 68 денари, а Евро Супер БС 98 ќе биде 69,50 денари. Евро дизелот ќе се продава по 60 денари за литар, додека екстра лесното масло за домаќинство по 48,50 денари. Согласно одлуката се зголемува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 28,72 денари за килограм. По повод одбележување на Интернационалната недела на сестринството, објавен е конкурс за најуспешна и најхумана сестра. На конкурсот, кој ќе биде објавен до 24 април, имаат можност да се пријават сите медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри од Република Македонија. По повод Интернационалната недела на сестринството, која се одбележува од 5 до 12 мај, објавен е конкурс за најуспешна и најхумана сестра. На конкурсот може да аплицираат сите медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри од Република Македонија. Објавениот конкурс ќе трае до 24 април, а за пријавените кандидати ќе одлучува комисија според претходно утврдени критериуми. Избраните кандидати ќе бидат прогласени на 11 мај оваа година на свечената академија по повод денот на медицинската сестра. Плакетата за најхумани и најуспешни ќе го промовира и мотото на сестринството во Македонија. Ние медицинските сестри можеби не сме ангели, но сме втора најубава работа по ангелите. Целта на конкурсот е да се започне традиција каде ќе се истакне и почитува секој вложен труд. Без оглед на возрастот, степенот на образование или години на работно искуство, кандидатите може да конкурираат самостојно или пак да ја посочат колешката или колегата кој според нив треба да го носи епитетот најхумана или најхуман. Потребните податоци треба да бидат испратени на следната адреса: zanas.zmsta@gmail.com. На плоштадот Македонија случајните минувачи има можност да присуствуваат на пијано маратонот со наслов «Надминување» на пијанистката Дуња Иванова. Идејата е квалитетната музика да ги пресретне слушателите кога тие не се подготвени за неа. Пијанистката Дуња Иванова на плоштадот Македонија одржа 3-часовен концерт насловен «Надминување». Наспроти конвенционалниот начин на следење солистички концерти за пијано, кои представуваат посебна подготовка, планирање, концертна сала, програма и така натаму, слушатели на овој нестандарден концерт беа случајни минувачи. Идејата за ваква форма на прием на современиот звук за пијано е квалитетната музика да ги пресретне слушателите кога тие не се подготвени за неа. Пијанистката изведе дела на истакнати современи автори, меѓу кои Глас, Сакамото, Најман, Перт, Ливингстон, Бернштайн, Еванс, како и Битълси и Коен. Инаку концертот на Иванова е дел од поддржаните проекти на годинашниот конкурс од областа на културата на град Скопје. Денеска имавме умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 21 степен. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со локален дожд, наместа проследен со ретки грмежи. Ќе дува до умерен ветер од променлив правец. Температурата ќе достигне до 23 степени. Во среда температурата ќе се движи од 12 до 24 степени, во четврток од 9 до 21, а во петок од 8 до 22 степена. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на Права Скопска. Повеќе информации можете да добиете на matama.mk. Довидување.